Во паузата, меѓу најавата со најдобриот пријател на мотоциклистите и материјалот кој што ќе следи сега, си разговарав со кацигата и со научарите, а додека да дојдат двајцата гости во студиото кои што го поставија и мотоциклот, Владимир Димов и Виктор Караколев од Ендуро Тим Водно Скопје се тука. Ќе разговараме на тема мотоциклизам, ќе разговараме на тема крос мотоциклизам, ендуро и спортски, надпреварувачки, мотокрос на патека, односно, подетално. Може да отвориме полека со кранот и да видиме практично каква е сценографијата во студиото на Македонија наутро. Ова е чудовиштето кое што нашиот режисер Сладјан не ни даде да го вклучиме или запалиме во наводници, нели? Да се чуе и да се види практично како и зошто е толку популарен овој спорт. Димов, Караколев, добро утро. Добро утро. Фала на покана. Мотокрос, бидејќи си повозрастен, Владимир, ќе почнеме со тебе. Мотокросот и мотоциклизмот е страст, зараза, определба. Како што ќе го класифицираш во твојот живот овој сегмент? Па првично определба, после и станува зараза. Што е она што најмногу плени кај мотоциклизмот? Па ајде, јас ќе речам прво и основно е дружбата, значи има во последниве години многу возачи што го возат, да речеме, овој вид на мотоцикли. Прво е дружбата, понатака нели надпреварувачкиот дух, такмичењата и така натака. Да. Виктор, како помлад, што те носи тебе во мотоциклизмот? Што те натера тебе да мислам помлад од нас двајцата, не дека си многу млад, меѓутоа што те натера тебе да се определиш ова да ти биде определба? Кај мене веќе од млади години сум со моторите, зашто фамилијата ми е веќе потекнала со мотори, мотоциклизам, со трки. Ја се определив ради ова, сигурно ради адреналин и такви работи. Адреналин, меѓутоа, повозрастет ќе го прашаме, мора да има многу внимавање, мора да се познава многу добро оваа сфера на екзистирање, мора да се познава мотоциклизмот, правилата, пишаните, непишаните, со цел во крајна цел да се остане здрав и жив. Така е, мотокросот и ендурото спаѓаат во една, да речем, високо ризични спортови. И прво и основно е тоа, значи да се внимава на безбедноста, а после се друго. И ај ќе напоменам тука една стара моторџиска поговорка, викаат најсреќен моторџија и најуспешен моторџија е жив моторџија. Така да би го поврзал тоа со ова прашање. Караколев, Виктор, работиш со младите. Има ли млади за мотокросот, за мотоциклизмот воопшто, важи дека треба од рани години да се почне со цел да се впие, да се почувствува и никогаш да не се напушти мирисот на бензинот, на горивата, на маслото или улјето и така натаму и така натаму. Има ли млади кои што се заинтересирани да се занимаваат со овој спорт? Па можам да кажам дека се повеќе се заинтересирани во мотоспортот, во мотокросот. Навлегуваат по полека и гледам они, знаеш, другарчи имам пријатели, еден видел, друг видел. Интересно ми е тоа зашто од млади години им даваш некоја култура дека правило без кација не може да вози, без разлика дали вози на улица, дали вози на стаза. Има млади, почињаат во нашата школа има од 8 до 14 години и моментално број околу 10 дечиња. Гледаме сегменти на фотографиите од ова треба да е Орман или се разни патеки? Стенковец. Тоа е Стенковец. Стенковец? Да. Тоа се двете патеки во Скопје. Гледаме сегменти од повозрастните представници на Ендуро Тим Водно. Еве ги, старата гарда, ветераните. Дали во поодминати години останува ова спортска болест? Се лечи ли некако или тешко? Не се лечи. Нема, у принцип нема некое ограничување во годините, нели, доека возачот се осеќа физички подготвен, нема граница во годините, така да моментално има и возачи што кај нас во Македонија што се, ете да речем, околу 50 на години
и над 50 што активно возат. Доаѓаме сега, нели, по овој вовед, доаѓаме до сегментот кој што од разговорот за кој што сте тука практично. Оваа недела ќе се промовира сезоната, ќе се промовираат патеките, трките, возилата, мотоциклите, надпреварувачите кои што ќе учествуваат во календарот во Македонија. Што планирате? Кога ќе се случи и каде и зошто? Така, со оглед на тоа што првата трка е крај на март, ќе се вози во Гевгелија на познатата стаза Милци. Нашиот тим оваа недела организира промоција на нашиот тим и возачи. Промоцијата ќе биде во Diamond Mall, еве ова е покана до сите гледачи, значи моторите ќе бидат изложени во вторник и среда, значи утре и заутре во Diamond Mall, а во среда од околу 12 часот ќе има официјално представување на нашите такмичари. Така да, ова е покана за сите кои што имаат време и ги интересираат да дојдат и да се запознаат од блиску со моторите и возачите. Виктор, има ли интерес кај македонската публика за мотокросот? Ке очекувате ли луѓе да дојдат? Очекувате ли публика на трките? Очекувате ли интерес кај помладите, кај они од средната генерација кои што би требало да се во полна надпреварувачка форма, па и кај ветераните едноставно да дојдат и да го испочитуваат и овој настан и трките понатаму во текот на сезоната? Да, има интерес, има и голема поддршка од голема публика, голема луѓе кои што не поддржуваат како клуб, како академија, така работа. Очекуваме многу да присуствуваат утре и други ден, поточно во среда. Да, Владимир, неизбежно прашање во македонскиот спорт е во какви услови функционира мотоциклизмот. За секој се го прашувам истото и за најелитните, да кажеме, најекспонираните фудбалот, кошарката, ракометот и таму прашуваме постојано како функционирате, еве и тука. Како функционира мотокросот во Македонија? Па сега да не исклучи дека се жалиме, стварно е тешко, ама за среќа превладува огромната желба на нас возачите и на луѓето во овој спорт, па некако, да речем, буквално на мускули издржуваме. Има ли некаков бенефит? Го правите ли тоа за да има некаква заработка? Го правите ли за да има некаков ќар? Не, ова е чиста љубов. Иако правиме според баќар и зијан, чист зијан. Голем зијан или мал зијан? Голем зијан. Зијан е зијан, нема мал зијан. Голем зијан. Да. Виктор, чувствувате ли дека има услови, дека има простор? Владимир е веќе навлезен длабоко во низ годините во овој спорт, меѓутоа ти како помлад, чувствуваш ли дека има простор да се развива спортот кај нас, дека има патеки каде да се вози, дека ресурсите, не знам, страшни ли се тие ресурси кои што се потребни за да се одработи едно првенство, да речеме 10 трки? Па, како држава, мислам дека воопшто не треба да биде проблем да се овозможи добра патека, да се овозможат услови за сите учесници, за сите представители, да кажем, зашто истовремено имаш возачи што се надпреваруваат надвор од Македонија, па ја представуваат Македонија. Мислам дека треба вистински луѓе што сакаат точно ова и би направили точно тоа што треба. А Владимир, како клуб имате една структура на возачи кои што се повеќето шампиони во своите класи, категории, така натаму и така натаму. Како котираат нашите клубови во надворешни рамки? Морам да кажам дека имаме многу успешни возачи што се надпреваруваат и надвор од нашава држава. Пак ќе напоменам, огромен проблем се финансиите. Значи, прост пример, кога ќе искочиме надвор од границиве, ни станува јасно со каква конкуренција имаме. Значи, таму имаат самиот бренд на мотор има негов тим. Ние буквално возиме со мотори стари по неколку години и пак има возачи, да не ги именувам, кај што имаме лани неколку шампиони на БМУ европскиот шампионат од Македонија. Значи, во конкуренција од 30-40 возачи, прво место е македонец. Така да, успешни сме, ама ни фали тој дел малце со финансиите, за да можеме уште појако да напредуваме. Виктор, има ли простор за тренинг? Имаме ли соодветни патеки? Имаме ли соодветни терени, без да ја, како што спомена колегата Вања Трајков од Струмица во јавувањето, без да ја загадуваме животната средина? Дали возилата што ги поседувате, моторите, овие средства за надпреварување, ке кажеме, дали ги задоволуваат светските стандарди? Дали сето тоа е во by the book или по правилата, по книга, како што се сака да се каже? Да, значи ги задоволуваат стандардите,
Моторите се специјално за надпревари направени. Имаме некои, да кажем, услови, у смисла имаме 2 стази овде во Скопје, кај што претежно тренираме. Некој се случува за викенд да направиме тренинг во Гевгелија, во Прилеп, исто така кај што се добри стази, али претежно тренинзите се овде. Каде се одвиваат во Скопје тренинзи? Најчесто се на Зајчеврит, некој знаеме Норман. Третиот ни е како почетнички ни се викаме, оној на Стенковец. Таму ни е она first class кога починеш да учиш мотор да возиш. И која патека е најдобра од овие 3? Кажавме ова е за мене е Зајчеврит. Да. Што е она што е потребно за да се направи една патека за мотокрос? Од првите услови се значи да биде по светски стандарди уствари да има ширина од прилика од 8 метри, правилни скокови и струја, вода, заградена стаза, за да не дојде до, не знам како да кажам, загадување на стазата или загрозување на безбедноста на зашто, например, моментално секој може да се отиде и се може да направи. Да. Практично потребен е булдожер, потребен е простор машини и земја. Значи и ограда за да се направи една патека соодветна за мотокрос. Да, точно така. Има ли Македонија услови да добие квалитетна патека за мотокрос? Да, Македонија има услови. Значи, за информација... Ајде, нека не се услови, нека се предуслови. Има предуслови и инаку за информација на гледачите, стазата Милци Гевгелија пред, не знам, 10 години се има возено за европско првенство, така да имаме веќе стаза што може и понатака да се користи за такви надпреварувања од повисок ранг. Инаку Македонија превладува со прекрасни терени баш за ова на мене само треба желба и малку интерес. Малку интерес од релевантните структури. Добро, на крај да ја најавиме сезоната, како ќе се одвива, што ќе се случува во текот на сезоната? Како што реков, најавени сигурни 3 трки има за македонскиот шампионат, 3 трки во мотокрос и најверојатно 3 во ендуро шампионатот. Првата е сега крај на март 30 и 31 во Гевгелија, следната е во Скопје Орман во април. Во меѓувреме ќе возиме на БМУ европскиот шампионат. Тоа е Грција, Србија, Бугарија, зависи редоследот како иде. Благодариме што бевте дел од Македонија наутро. Се надеваме дека ова ќе поттикне интересот кај публиката. Ете, илустриравме, демонстрировме вербално каде, како и што ќе се случи оваа сезона. Благодариме за учеството и да се надеваме само на позитивни ветришта во мотокросот. Фала на поканата. Поддршката. Да, и се надеваме дека следниот пат кога ќе дојдете со мотоциклот, дека релевантните структури во македонската телевизија ќе ни дозволат барем да чуеме како звучи тоа. Гласен ли е моторот, мотоциклот? Гласен? Добро, ќе се потрудиме.